Дали е тешко да се директор? Па да се биде директор е голем предизвик, посебно сега во оваа ситуација, например на пандемија. Меѓутоа сите предизвици се надминуваат доколку постои љубов и доколку имате една вистинска цел да се подобрат условите за работа во училиштето. Како би сакала да биде училиштето во Виднина? Училиштето во Виднина би сакала да биде онакво како што го замислуваат децата, како што им е најубава на децата. Со многу нагледни средства за работа, со многу информатичка опрема, во многу убави бои, со квалитетен наставен кадар. Значи, училиште е померка на детето. На 24 мај, патронатниот празник, јас сум дека сите ученици со радост го очекуваат, дали вие се согласувате? Да, сите со радост го очекуваме патрониот празник, бидејќи патрониот празник е промоција на се што сме го сработиле. А посебно бидејќи овој патронат е 185 години од постоење на училиштето, тие 185 години ми дават голема одговорност до кај сме и како треба да продолжиме понатак. Може да ни кажете една порака или совет за крај? Совет за крај би сакала да учите многу, да се поставувате големи цели и да бидете многу упорни и пред се да си го живеете детството. Значи да имате повеќе време за игри, повеќе време за во парк, повеќе време за планинарење, да внесете многу спорт во вашиот живот и малку да го дистанцирате компјутерот, бидејќи здравиот начин на живот били повеќе парк, повеќе чист воздух, повеќе вежби, повеќе возење велосипед и така натаму. И благодарам. Во канцеларијата на нашиот педагог во училиштето се дигедува. Како одлучите да станете педагог? Уште како мала, многу сакав дома да играм со помали дечиња. И моите родители, значи, кога ќе требаше да дојдат на гости, дечињата секогаш така, а јас не нормално бев малку поголема, и дечињата секогаш од наши роднини пријатели, секогаш така да доаѓаат на гости кај мене, затоа што јас многу играв со нив. Така да јас одлучив да се запишам на филозофскиот факултет, смер педагогија, бидејќи знаев дека и воопшто знаев дека работата со дечиња ме исполнува. За функцијата на еден педагог. Што е функцијата на еден педагог? Па педагогот обично има неколку аспекти неговата работа. Едно од основните работи е секако да работи со учениците во својата работа, но и со наставниците, да им дава одредена поддршка, значи поддршка на ученици, поддршка на наставници, но и поддршка на родители, како и останати соработка со локалната средина, тука е општината, останатите институции. Колку често учениците имаат потреба да разговарат со вас? Има многу често, затоа што при секогаш при уписот и на наставниците и на родителите го соочувам дека вратата на канцеларијата е секогаш отворена во секое време за нив и дека ние тука отворена само за да кажат некој проблем, туку и понекогаш и да дадат некаков предлог за некаква соработка, за нешто што тие сметат дека е битно да се спроведе во училиштето. Јас сум иначе го водам и училишниот парламент, кога ги договараме составноците со училишниот парламент, тие даваат свои предлози, забелешки и така натаму, и секојдневно доаѓаат во нашата канцеларија за сите тие работи. Колку често наставниците бараат поддршка од вас? Имаат потреба од поддршка. Многу често се консултираме како треба да изгледа еден час, значи што сметаат дека треба да има на часот, што е добро за децата, учениците да има на часот, но не само тоа. Во однос на попълнување на различни формулари, документи, во однос на некои законски акти, потреби, нешто што нив во моментот ги интересира и смета дека треба да го имаат во својата работа, сметам и ние како служба, доаѓаат и соработуваме и соработката на највисоко ниво. Која е вашата порака за учениците и за родителите? Пак ќе да поменам родителите малку повеќе да им посветат внимание на дечињата дома, повеќе да играат со нив и без оглед што дали се мали или големи, повеќе да разговараат со нив
и да се вклучат во нивните проблеми кои што се појавуваат со секоја возраст различна, нели? А пораката со учениците е малку помалку да ги користат телефоните. Во родителскиот дом малку повеќе да бидат присутни. Вие имате време и да научите и да бидете со телефоните и со своите другарчиња, да излегувате затоа што тоа и така треба, да се дружите со нив, меѓутоа малку помалку да ги користите телефоните кога сте дома и малку повеќе да разговарате заедно со родителите и да бидете присутни практично во дома повеќе. Со оглед на тоа дека се ближи патронатот на училиште во однос на денот на светите просветители Кирил и Методи, дали вие учествувате во активностите поврзани со него и на кој начин? Така, значи патронатот на нашето училиште на 24 мај секоја година организираме приредба во која што најчесто учествуваат и ја спремаат колешките, значи наставниците, вашите наставнички, заедно со вас учениците, каде што се представувате вие самите себе и колешките се представуваат својата работа. Посебно чест ми е што оваа година во рамките на патриот празник на училиштето ќе имаме и една фандрейзинг акција. Таа фандрейзинг акција се случува во рамките на проектот Инклузија на ученици со посебни образовни потреби, кој што се реализира во нашето училиште и е во соработка со Сдруженијето за асистивна технологија. Отворете ги прозорците и е подржан од Детската фондација Песталоци. Целта на таа фандрейзинг активност е да се соберат средства за да се опреми сезоната соба во училиштето, каде што која што ќе можат да користат учениците со посебни образовни потреби, меѓутоа и останатите ученици. И целта на проектот е да се стимулира и да се поттикне бизнес заедницата во нашата околина, на една општествено одговорна работа, односно да донираат средства, кои што ќе помогнат ова училиште да стане поинклузивно, каде што сите ученици ќе го добијат, она на кое што им е потребно. Второто прашање е колку често учениците имаат потреба да разговараат со вас? Доста често имаат потреба учениците да разговараат со нас. Мене ме радува со нас делам, значи како педагошко-психолошка служба во училиштето. Ме радува тоа што учениците само иницијативно тропаат на оваа врата и само иницијативно ни се обраќаат за било каква помош која што им е потребна или поддршка во однос на решавање на некаков проблем кој што го имаат, дали е тоа емоционален, бихевиорален проблем или слично, дали имаат некој недоразбирање со своите соученици, со своите наставници, некогаш и со родителите. Ме радува и тоа што тропаат на оваа врата за да дојдат и да споделат со нас и убави работи, нешто убаво што им се случило и сакаат едноставно да ни го кажат. И за крај, која е вашата порака за учениците и родителите? Мојата порака за учениците и за родителите, пред се за родителите е родители, слушајте ги активно вашите деца што имаат да ви кажат, решавајте ги проблемите, грижете се за своето ментално здравје и за менталното здравје на своите деца. Доколку нешто не успеете сами да го решите, не е страшно, не е срамно, побарете помош од психолог, психотерапевт, за да го надминете проблемот со кој што се соочувате. Многу ви благодарам. Ви благодарам и на вас, ученици. Најпрво би ме прашал дали ви недостига детскиот џабор во речиси празното училиште година. Вистина, не да ми недостига, премногу ме недостига детскиот џабор. Затоа што на вистина, мојата работа без децата не значи ништо. Ви недостигаат ли годинава и проблемите и детските капки во училиштето кои ги решавате кога учениците ги поминуваат деновите во училиште? Видите, секако и покрај оние убави нешта што ги имаме секојдневно и покрај оние знања што ги стекнуваме, секогаш се случуваат понекогаш некои немили настани што се дел од животот, нели? А посебно од животот на децата и секако дека во некоја рака и тоа недостасува. Секако малите карми,
И малите проблеми, големите, никој не ги посакува. Што е прво да бидете како што сте денес? Тоа што сум денес. Значи, јас денес сум наставник, а наставник сум многу долги години, повеќе од 30. Охрабрувањето, навистина, може би беше од моите наставници, кога јас бев на твоја возраст и кога се школував, и беше многу интересно во училиште. Сакав да ги минувам деновите во училиште, да се дружам со другарчињата и многу да ги слушам наставниците. Ми беа интересни како раскажуваат и ги пренесуваат на име. Од тогаш се роди мојата желба да видам ова што се деси. Дали сте се некои со вашата професија со тоа што сте денес? Да, во однос на професијата сум многу среќна, бидејќи си го остварив својот сон, се трудам што повеќе да ги направам личности како што треба да бидат за нашето современо општество. Како понаоѓате нови идеи за нашите часови? Идеите во нашата професија на некој начин се секојдневие. Значи во секојдневието се црпи секогаш некој искуство. Во секој случај секогаш гледам нели да биде нешто ново. Искрено во денешно време нели и компјутерската технологија, она што ни го, односно најмногу што ни го нуди интернетот, од таму, заради тоа што има веќе доволно ресурси кои што сметам дека вас ќе ни бидат интересни, тоа користам и тоа. Знам дека нашето училиште постои од 1836 година, но од кога почнало да се изведува настава по денешно возгледање? Да, нашето училиште е најстаро училиште во Република Македонија. Значи постои годинава, прославуваме 185 години постоење. Значи, како што знаеш и ти, преку 1836, значи тоа се менувало, за да дојде до денешниот облик. Оваа зграда конкретно е направена во 1964 година и од тогаш постои, значи до ден денес и вие учите денес по неја. Значи, настава во оваа зграда се изведува од 1964. Дали се уште сте во контакт со некој од вашите поранешни ученици? Да, многу сум во контакт, вистина, со многу ученици. Ми оставиле многу впечаток и се разбира сигурно и јас нив нели, што ми се јавуваат, ме бараат, ме почитуваат. Тоа многу ми значи и ми е една голема сатисфакција со мојата професија, за она што го работам. Значи се чувствувам убаво, се чувствувам гордо, кога не ме заобиколуваат, туку напротив ми се јавуваат, ми контактираме, излегуваме заедно понекогаш, така да тоа ми го чувствувам. Како можам и јас да станам наставник? Можеш ти. Имаш предиспозиции, само значи ако желбата ти трае, додека станеш по-возрастна, се разбира ќе го завршиш школното образование, ќе завршиш средно, а потоа ќе го завршиш факултетот за педагошкиот факултет, каде што се изучуваат учениците. Ако конкретно сакаш одделенска настава, тогаш е педагошкиот факултет. Додека се одлучиш за некој предмет посебно, тогаш постојат други факултети, кога ќе дојде време за тоа, ќе добиеш информации и секако ќе запишеш тоа што сакаш ти. Тогаш во тоа добиеш. Важно е желбата ако трае и додека порастеш. Благодарам за нашите одговори. Молам. Дали ви се доверуваат 10 година кога направиле нешто добро или лошо? Да. Дали бара помош од вас? Да. Како се однесувале децата порано? Много по-добро nego сега. Него по-добри деца били попамти, послушале и да ги скараш по-добри nego сега. Има ли разлики во училиштето од порано и сега? Како било порано, а како е сега? Нема многу разлика. Скоро истото е. Нема голема разлика. Колку е лесно или тешко да се води грижа за хигиената во училиштето? Мене
Или е многу тешко, зашто сум навикната. Тие се многу не сум тука и затоа не ми е тешко.